Секој вторник после 9 часот се обидуваме со нашиот постојан технолошки консултант и консултант за овие високи сајбер, компјутерски проблеми и така натаму, да разговараме. Христијан Тасевски, добро утро. Добро утро. Да поразговараме за некои од овие, како да кажам, најнови теми кои што се однесуваат на индустријата која се занимава со високи технологии, со интернет, со комуникации и така натаму. Христијан, единствено Кина успеа да изгради собствен интернет и да ги блокира, да кажем, продорите на овие западниве интернет мрежи и така натаму содржани на својата територија. Кинезите долги години го развиваат тоа, трошат огромни ресурси, бидејќи цензурата врзува неколку милиони луѓе, но читам статистики дека таму годишно се трошат милиарди долари за набавка на технологија со кои се прави таа цензура. Ово го кажувам за да се преселиме сега на оваа, да кажем, руско-украинска тема, која што го потресе целиот свет, па и светот на технологиите. Русите се обидува неуспешно години наназад да направат некаква своја интернет внатрешна мрежа, тоа не им успеа. Проценките се дека нема да може да им успее, бидејќи Кина навистина е многу поголема и поресурсна, а и таја вложи многу во тоа и ова што Путин сега се обидува да го прави не функционира. Од друга страна, Западот се повлече со своите компании од Русија, па на тој начин остана и тие комуникацијски, да кажем, интернет делови недостапни за русите. Што се случува всушност сега таму? Да, видите, ако се навратиме на Кина, нели, која што спомнавме на почеток, веројатно кај нив голем импакт за нивниот генерално IT развој имаше самата децентрализација, односно отварање на фабрики на моќни компании од САД кои што се занимаваат со IT, без разлика дали е тоа за производство на телефони, на разноразни уреди буквално кои што се произведуваа во Кина. Тоа веројатно им помогна пред се заради поевтината работна сила. Токму тоа, меѓутоа од друга страна на кинезите им помогна да стекнат некое знаење со самата работа, затоа што знаете потребно е да се обучат одредени луѓе кои што ќе работат таму, а после тоа знаење веројатно можете да го искористите и самите. Не само тоа, туку кинезите беа вешти, ги расклопија телефоните, видеа што има, направија своји, само што ги преименува во друга. И сега имаат веќе и тие самите висока технологија кои што се продава низ цел свет. Да, меѓутоа сакам да кажам веројатно таму доаѓа тоа движење за нивниот раздвој. Од друга страна со Русија имаме еден сосема поинаков случај каде што имаат, може да се каже дека имаат некои нивни социјални мрежи, некои провајдери, апликации кои што функционираат доминантно на рускиот пазар, меѓутоа исто така главно се користат апликации, хардвер кои што доаѓаат нели од западниот свет. Со почетокот на самиот конфликт имаше ситуација каде што во самата држава Русија беа забранети за да се пристапат од страна на руските жители апликациите, односно социјалните мрежи како што се Twitter и Facebook. Главна причина за тоа беше дека на овие социјални мрежи се шири доминантно антируска, би рекол, или прозападна пропаганда, со тоа што би се нели нивниот рускиот став беше со тоа што руските жители би се ставиле во одредена заблуда, ајде така да кажам. Меѓутоа, потоа дојде момент каде што санкциите, нели широкиот спектар на санкции ги опфатија и овие услуги, па дополнително како да се отстранија од тој руски пазар и другите апликации, платформи кои што служат без разлика дали за комуникација, мејл, одредена изработка нели на домени, веб страници. Што значи тоа, дека сега во Русија не можете да пристапите до одредени овој вид на сервиси без разлика што не се врзани за санкциите и така натаму, например мејлови, што ја знам, пораки, комуникации, тие го имаат сигнал, имаат своји мрежи и така натаму. Меѓутоа еве да земеме еден Apple, целосно се повлече, што значи дека моментално се недостапни воопшто, никој не може да купи апарат на Apple било каков уред. Од друга страна ги имате пример платформи за комуникација како Slack, кои што се доминантно САД, кои што се повлекоа дел
по нивна волја, дел поради санкциите. Ние дури широката јавност и не е запознаено, освен ова Facebook, Twitter и така натаму, постојат разноразни платформи за комуникации кои се однесуваат на бизниси, на сметководства, на не знам што, кои што не се така широко познати, а се есенцијални за функционирање на информатичките системи. Секако, меѓутоа доминантно ние најчесто затоа што се најкористе и најмејнстрим би кажал овие социјални мрежи, односно социјални медиуми, затоа веројатно го ставаме акцентот на нив. Иначе постои во позадина еден широк спектар на апликации. Како го надминува сега тоа Русија? Бидејќи таа има софтверска индустрија, се разбира, не е таа земја без потенцијали, но сепак доминацијата беше значително западна. Да, меѓутоа сега имаме една сосема поинаква ситуација последните денови по иницијатива на едни од најголемите, би рекол, невладини организации, Access Now и Wikimedia Foundation, кои што потегна иницијатива сепак од сите санкции да се направи исклучок за овие комуникацијски апликации, генерално софтвер, хардвер, кој што би се однесувал на руско население, на руското население. Со други зборови, на руското население да му се овозможи да ги види вистинските содржини кои што не се само продуцирани од руската влада. Тоа го е намерата. Од една страна Access Now како невладина организација се залага за основните човекови права на информираност, нели луѓето да имаат право да бидат информирани. Од друга страна Wikimedia е всушност собственик на Википедија, познатата апликација, која што исто така се занимава со информирање. Меѓутоа, тука дополнително влегува во игра и онаа надворешна перспектива, со цел да им се овозможи, затоа што вие доколку направите санкции на остатокот од апликациите кои што се на располагање, покрај овие кои што и самата Русија ги забрани Facebook и Twitter, вие безмалку да не давате простор на руските граѓани да имаат една поинаква, една надворешна перспектива кон настаните што се случуваат во генерално моментално, нели, и во односот помеѓу Русија и Украина, а и во остатокот од светот. Ситуација, да. Што се случува, мислам, ова е, како да кажем, комуникацијска една ситуација која се развива околу Русија и сето тоа и така натаму, сега се надополнува и со други некакви вон рускиот контекст содржини. Голема врева привлече ова купување на Елон Маск во Твитер акции, па потоа од неговото наводно седнување во управниот одбор на крај се откаже од тоа и така натаму. Од оној што слушаме му објаснува на Илон Маск, Твитер е прво релативно мала компанија, да кажеме. Тоа за Илон Маск не е никаков проблем со милијардите што тој ги поседува, но сепак други кои што се обидуваат да направат такви мрежи какво што е Твитер не успеа. Најпознатиот пропаз, како да кажем, потврдување до сега е барем ова на Трамп. Така. Генерално кога зборуваме и во контекст нели на претходната тема каде што ја спомнавме Русија, генерално социјалните мрежи и социјалните медиуми, каде што разликата всушност помеѓу социјални мрежи и социјални медиуми се просторот каде што се емитуваат информации, додека социјалните мрежи каде што луѓето комуницираат и се вмрежуваат. Доминантно најголемите пак би рекол социјални мрежи се воедно и едното и другото, како што се Facebook, Twitter. Од друга страна го имаме YouTube, кој што тој може да кажеме доминантно можеби социјален медиум дека, меѓутоа тоа е концептот на овие широко распространети платформи. Сега кога зборуваме за информирањето преку овие мрежи, има еден момент каде што доколку некој има малку поразлични ставови или поекстремни би рекол, често доаѓа до ситуација да биде, односно како тие велат, да бидат забранувани, да не им се дава простор да ги искажат своите ставови. Тоа беше претходно случај со Трамп, поради што и самиот тој се одлучи да направи своја платформа. После тоа имаше слична ситуација Илон Маск, каде што преку Твитер во одреден момент изрази поддршка за камионџиите кои што има протести во Канада. Неговите ставови и кога се за биткоин, и кога се за камионџи, и кога се за технологија предизвикуваат рушење на берзите. Така што и често неговите ставови доаѓаат до некој како тоа ја нарекува цензура, каде што му забрануваат слободно да се изразува, и првично дојде идејата се изнервира и реши да го купи Твитер. Не, првично дојде идејата да прави своја социјална мрежа. Меѓутоа, веројатно поучен по
примерот на Трамп, каде што Трамп се одлучи да прави своја, меѓутоа еве во април, а веќе сме средина на април, влегуваме во средината, се уште апликацијата на Трамп Труд е нефункционална. Имаше некои проблеми на почеток, се претпоставуваше дека тоа тактички се игра, меѓутоа излегува дека сепак не е технички добро способена за целосно да функционира. Може би поучен од тој пример дека не е така едноставно да се направи нели социјална мрежа која би парирала на овие моментално најпопуларни, како поедноставен начин за него се виде влегување во веќе постоечка развиена, тоа е Twitter. Без малку 10% од акциите моментално поседува, со што е поединечен најголем. Само да појаснам, тоа што не му дозволија да седни, тоа што се уште не се знае дали тој не седне или не му дозволија, компаниите поседуваат правилници за тоа што може членови на управни одбори да говорат јавно или не, бидејќи тоа потоа се рефлектира врз височината на акциите и така натаму берзите, затоа има цврсти закони во Соединетите Американски држави. Не може тоа туку така, бидејќи се мешате во една високо регулирана сфера која што е берзанско работење. И веројатно Илон Маск кога сватил, барем ја што ги слушам од гласите и што тук там читам по нешто и така натаму, сватил дека седнали во одборот управи на YouTube ќе треба да си ја затвори устата по многу прашања. И велат дека тоа воопшто не му се допаднало и дека затоа напротив решил да не седнува во. Токму така, па вие уште на самиот почеток дури не зборувам за тие поекстремни ставови кои што ги има околу како треба да функционира, имаше уште на самиот момент кога ги купи акциите дали сакате да има можност за едитирање на твитови, дали сакате, не знам, некои други работи се прават со твитови, со тоа што особено луѓето кои што работат во индустријата знаат дека не се така едноставни тие промени за дали сакате, па ајде сега одма тоа преку ноќ ќе го направиме. Сепак станува збор дури и за оние кои што навидум изгледаат едноставни, сепак во позадина за тоа треба многу работа додека да се имплементира некоја промена, да кажам. Со тоа што во последно, веројатно таа трка, тој надпревар за доминација на социјалните мрежи доаѓа и со последната веќе известно време. Ние знаеме, односно тоа е како некоја констатација, дека овие социјални медиуми ќе ги надвладеат овие традиционални како телевизијата. Дури една последна статистика покажа сега за Греми наградите која беше доделувањето, преку телевизија го следеле околу 10-11 милиони, додека во исто време се претпоставува дека истата таргет група би ги интересирало концерт на еден рапер кој што преку платформите, овие што се социјалните медиуми, над 33 милиони, што значи 1/3 за приближно сличен настан го следеле традиционално. Што е факт дека нели Христијан, традиционалните медии ќе бидат на од новите, Твитер може и задутре да го снема, тоа да не се секираат, да се покаже и во тој свет на технологии дека денеска си, утре не си, огромни компании. Јас памтам на времето колку беше Nokia перспективна компанија која царуваше со светот на мобилните телефони, за 3 месеци ја снема заради промашени предвидувања за тоа што треба ова да биде како, па дојде Apple, па сега некој ќе утне нешто друго и така динамичен е тој свет. Така. Со тоа што треба да се следи, да не забораваме дека и всушност јутрински брифинг се емитува на Се разбира. Како канал се користи нели некои од овие што ги спомнавме социјални медиуми кои што и тоа како претат на традиционални. Тоа е иднината, само што да видиме кои компании ќе надвладеат во таа иднина и како ќе се менуваат. Го потресе светот на социјалните мрежи Илон Маск со одлуката да влезе во Твитер, но ќе видиме што точно ќе излезе од сето тоа. Христијан, ти благодарам и за ова утринско брифирање.